Оливер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Вие подолг период живеете и работите во Украина, поточно во областа Донецка, каде што во моментов, според информациите кои што ги имаме, е навистина критично. Што може да ни кажете? Што се случува таму во моментов? Безбедни ли сте во моментов сте и надвор? Сега за сега сме безбедни, нема полкотници, нема авиација, значи се е безбедно. Претходните снимки кои што имавме можност да ги видиме, навистина не беше пријатно за гледање. Да, значи сега ќе ви кажам вака, значи Киев, Одеса, Харков, тоа се сега под јак острел од руска окупација. Во вашиот град Значи, рековте дека сте сместени во горад, така беше? Да, јас сум сместен, значи овдека живеам од 2016 година. Значи нема полкотници, нема авиација, нема ништо. А дали беше напад над изминативе часови вашиот град или не беше? Нашиот град овдека не е нападнато ништо, не е ништо не е дирнено од 2014 година до ден денес. Продолжувате со активностите, одите на работа во моментов или се е забрано? Има полициски час, како е таму? Во моментов на работа одам, жена ми тоже на работа оди. Јас сум овдека, имам украински пасош, али тој пасош ми е посветка на постојано преживање. Да. Има ли страф, иако Јас сум еве гражданин на Јас овдека паника нема, значи населението оди, работат продавници, работат трговски центри, работат пазари, работат болници, работат банкомати, работат банки. Значи овдека све работи. дали може да се забележи армија на улиците? Има ли припадници на војската? Овдека и во град, значи припадници на армија нема, така да има многу собирање или ова нема. Значи си има патрола, полицијата има патрола овдека. Значи се си е под како сега да ви кажам, се е добро. Значи нема сега за сега опасност нема. Да. Дали може би контактиравте со македонската амбасада во Украина? Јас контактирав со македонската амбасада. Ми се јави Анета, ако не се лажам, таа е во конзулство во Киев. Кога се случи случката пред 2 дена во 5 утром, овдека беше 5 часот, а кај вас беше 4. Таа ми кажа, морате да ја напуштите границата, Украина вика, близу до Поljска. Како јас да ја напуштам? Тоа требаше навремено државата да каже. Јас си дадов пасош од мене, од жена ми, од син ми, значи сите пасоши ќе ги имаат во Министерството за надворешни работи и во Скопје и во Украина. Значи никој ништо не контактира. Дали би прифатиле евакуација доколку ви понуди државата? Но а каква евакуација кога сега во Киев има граѓанска војна? Значи стравувате, сепак би останале таму бидејќи нема напади во моментов. Јас сега за сега останувам овдека и го молам Бојрам Османи да лично на мене да ми се јави. Лично, значи сакам со него да разговарам, да видам какво конзулство има Македонија во Украина. Која е таа Анета? Што е таа Анета? Јас не знам. Мене ми се нема никој јавено. Значи јас се јавував. Имате забелешки дека не навремено контактирале со вас. Така? Да. Сега за сега мене ми се нема јавено, еве трети ден ми се нема никој јавено. Дали имате информации дали во областа во која што живеете има и други македонци? Сега за сега овдека нема, има во Одеса
има исто македонец. Значи за сега овдека нема. И тој не е Повеќе се покијал. и тој не е евакуиран или немате информации? Па исто го имаше како сега јас што сум на снимка, исто го имаше. Исто кажа како сега јас што кажувам и тој исти снимки ги има. Јас ги гледав снимките по интернет. Значи нема ништо. Да. Оливер, ви благодариме на одвоеното време и се надеваме дека безбедни ќе бидете таму и дека состојбата ќе се наскоро ќе се среди. И јас се надевам за сега нема ништо. Се заблагодарувам на Република Македонија што ги евакуираше македонските граѓани. Исто и уште еден збор можам да кажам. Значи, премиерот, министерот за надворешни работи Бурем Османи, зошто амбасадорката не се јави и не кажа? Таа убаво знае, по документите сите знаат, дека требаше на мене да ми се јават и да ми кажат. Мене ми кажуваат Оливер ова, Оливер она, Оливер знаеш, треба да ја напуштиш, а како да ја напуштам? Значи, они мислат дека овдека така глупо појди, а како да појдам? Јас имам воз, јас сум оддалечен 8 сати со воз до Киев. 8 сати. Значи, како? Јас имам кола, но јас немам дозвола, ме разбирате, јас не можам да појдам. Тоа требаше амбасадата во Киев, тоа требаше мене да ми го каже како да се јас доберам до Киев. Ви благодариме на одвоеното време. Фала многу.